дефинитивно идејата е денес, така да благодарам на сите што не слушаат, идејата е нели денес да се фокусираме на темата која што ми е мене многу интересна и многу луѓе на Builders кога се приклучија, сакаат да се придружат. Во предизвици има пишано payment, отворање компанија, логистика и сите тие работи за кои што си ти експерт. И сметам дека ова ќе биде многу интересно затоа што мене искрено беше лудо и фасцинантно како валја затоа што јас патот сум го поминал, ама беше лудо како многу луѓе не се комфорни со тој дел, со основање компанија и цела логистика, а сметам дека е многу лесно, така да ќе оставам на тебе денес подетално да споделиш, нели можеби скриншер да покажеш нешто и така натаму. Фала ти за повикот, беше ме мило што ме викна и што ќе имаме шанса некако да им објасниме на луѓето. Како што спомна, генерално тргна, мислам, целава идеја тргна од тоа дека луѓето не може да стигнат лесно до payment системи, имаат проблем со тоа. Генерално луѓето кои што се во оваа сфера, пошто нели генерално комуницираш со билдери кои што се инженери, дизајнери и слични професии кои што немаат уопште везе со било што од правен аспект, така да мислам скроз го решаваме тој проблем за овие луѓе кои што ти се баш тебе публика. Така да кроз разговорот веројатно ќе стигнеме до сите тие теми како колку ствари лесно е тоа да се прави. Генерално значи ние идевме нели по групиве. Значи сега јас сум генерално во индустријава, може едно 13 години фриленсер, дизајнер, многу сум влезен во сите овие работи. Тоа сакав пред да навлеземе во моментот на компанија, те прекинав. Ајде да кажи ми да почнеме со Филип, чисто да знаат луѓето малку за тебе. Дај малце бекграунд и така да навлеземе во твојата приказна. Така, јас сум Филип, еден од коосновачите на Nubase. Пред да биде Nubase веќе постои 3 години, пред да биде Nubase, работев као фриленсер, дизајнер, основав компанија, живеев малку у Канада, тоа ја поврзува приказната со Nubase, па се вратив у Македонија и така. Генерално, значи тоа што почнав да го кажувам е како стигаме до Nubase. Значи пред да почнав да работам фриленс, значи 13 години, сите тие проблеми кои што ги имам, примање пари, PayPal, странски сметки, сите тие работи постојат со години, нели? Long story short, се селам у Канада, добиам иселеничка виза, живеам таму, таму се развива као дизајн бизнисот, основам таму компанија, си работам регуларно и викам, не ми се седи у Канада, for whatever reason, викам ќе се вратам у Македонија. И викам, у Македонија веројатно ќе ми треба исто ова што го имам сега у Канада, едноставно сетапот, мислам, таму имаат онака на вебсайт, ја правиш фирмава со 4 клика. Мислам, тоа е спонзорирано онака од нивните банки, кои што ти овозможува многу сличен процес на овој нашиов. Веројатно и некоја инспирација беше од таму, значи има онака со неколку кликови правиш, основаш компанија, све е тоа регистрирано у нивната даночна агенција, имаш сметка у банка, basically беше онака као few steps и викам, ова е многу easy. Long story short, ја у Македонија како да го добиам ова, правам research, сваќам дека може да се направи со USLLC. Немам поима како се прави USLLC, како и сите други кои што сме ова дизајнер или инженер, што и да си, принцип не знам како се прави, сум онака како се плашам, нели, крс од правни работи. И викам, правам research, наоѓаме на сајт кој што се вика freelancefrom.mk и се уште постои, можете да го видите ако сакате. Значи сајтов е на Петар, другиот коосновач. Го наоѓам сајтов, читам, нели, како да, не знам, има таму генерално ствари као за фриленсер, како да пријаваш даноци, како да се осигураш, не знам како да си префрлаш пари, сите овие финти кои што се соочуваме. И наоѓам таму вика као да основаш фирма у Америка. И викам, ова е тоа решението што ми треба, тоа е тоа LLC. И влагам комуникација со Петар, тогаш не го знам, поима немам, само еден мејл е. Му пишувам мејл, вака ме интересира како изгледа овој процес, он ми го раскажува процесот и после еден тред од едно 3-40 мејла правиме очигледно има потреба за истава услуга, пошто ја прашувам, сите го прашуваат, мислам јас сум, нели ова приказнава што раскажувам 13 години, пратам по групиве, не знам, Creative Exchange, Шузен комитет на програмери, дизајнери, сите овие Facebook групи, сите истото, како PayPal, како да се префрлам пари. И basically сваќаме дека потребата е тука, ајде да пробаме да го, нели, да ја нудим услугава. И така се раѓа Nubase. Тоа е едноставно на кратко приказнава како стигаме до таму. Сега веќе се траеме 3 години, имаме 200 плюс клиенти, процесот е многу изи, ќе стигнеме до таму, али да, лонг така изгледа. Многу интересно, гледај, стварно е ова, мислам, приказната интересна и многу е поводено со ова што го правам, односно, нели, што сакам да помогнам или да се спојам, да се споиме со луѓе што сакаме да градиме, нели, на некој начин тоа е дури твојот момент е Nubase решава огромен проблем и мо леснува на луѓе во сите што јас ги форсирам дај да градиме продукти, мо леснува, нели, да започнат со тие, да не се замараат со таа цела логистика.
Кажи ми, пред да навлеземе во сите тие моменти, тука имам запишано нешто што сакам да те прашам, а тоа е дали луѓето мислиш дека се свесни или како според верувам дека имаш податоци, дали луѓето мислиш дека се свесни дека буквално за ден-два со неколку клика можат да основаат компанија своја и да ја средат таа логистика? Кои се податоците твои за околината тука кај нас? Да. Генерално луѓето не знаат и се плашат од целиот овој момент, од тоа сега што го имаме ние као податоци. Мислам, генерално, ајде да се вратиме назад, отварање на компанија, in general, као не е easy процес, тоест не е easy одлука, ај процес може да е лесен, одлуката не е лесна, не е као да речем идеш на интернет и купуваш нешто за $29 или кој да е subscription, идеш $29, ако не се свиѓа ќе го откажеш, не знам, Netflix. Целата ствар околу отварање компанија малце goes deep, онака и луѓето веројатно имаат страв према тоа, чувствуваат одговорност, особено тоа што, нели, ова е Америка, па не знам како тоа ќе изгледа, како ќе биде со банкарската сметка, што ако нешто не направам, што ќе се деси ако, нели, зезнам нешто. Едноставно има правни ризици и нормално психолошки едноставно имаат бариера кои што викаат, знаеш што, може ова е комплексно. Во суштина многу не е комплексно, многу е easy и генерално ние што помагаме у целиот процес е го правиме ова да биде као hands of experience, така да секој што ќе дое до основа компанија преку нас, едноставно целиот тој правен аспект, целиот товар го преземаме ние, они си продолжуваат да си работат на компанијата што и да е, не знам, e-commerce, digital product, не знам, што и да сакаат да прават. Генерално такви клиенти имаме, значи агенции, дигитални продукти, не знам, тракинг компании, ама ќе влезам у тоа покасно, али генерално да. Генерално луѓето не знаат, се плашат, али пробуваме сега со едукација некако тоа да пројде. За среќа, не знам, се појавија, има неколку дечки кои што у Србија на пример сега го прават тоа, они као конкуренција ги рачунаме и тоа е сосема окей затоа што е некаква едукација. Секој посебно си го вози брендот, секој посебно таргетира, нали, индустрии и луѓе, тоа го оставаме на страна. Нашиот бренд едноставно сака да го направи тоа, нели, да ги едуцира луѓето и да сакаме да им кажеме дека е многу изи ова да го правиш и онака. Мислам, ја на другари често и викам кои што ми се у околина, онака кои што работат слична работа, им правам као, слушај, напре компанија, напре LLC, не мора преку мене, пошто ги знам компетиторс, еве ти со компетиторс, не ми плаќај мене, направи компанијава, штета е да ја немаш. Толку изи, толку е лесно, онака, мислам, ја така ги убедувам, скроз викам, не доаѓај преку мене. Иди преку било кој, само имај го, као стварно е штета да го немаш. Епа, Така, ајде тоа малку, супер го кажа, дај малку, дај да допреме до ризикот или ево worst case сценарио, најлошо сценарио, зашто спомна дека се плашат и стварно е така, интересно кажа дека одлуката е потешка за компанија да основаш, ама поврзана со незнаење за цела логистика кај нас, на некој начин ги прави луѓето да не пробаат, да не се обидат, предпоставувам. Дај да допреме до ризиците или најлошо сценарио да ако основаш и трошоците до кои се, да ако основаш компанија, што може да ти се случи најлошо? Да речеме. Кои се? Ајде, вака. Ајде, ме интересира на Ако, страна. да, ако основаш компанијата и ти тргне, дај Боже, све е кул, работиш, не се секираш за ништо. Најлошиот случај, и основаш компанијата и не ти старта бизнисот, ништо не се дешава. Да речем имаш, не знам, идеален продукт, не се продава, едноставно треба да ја затвориш. Целиот трошок го покриваме ние. Така што ризикот е сведен на минимум. Да, ќе треба да ја платиш првата година или колку и да години ќе треба да се обидуваш, нели, да го застанеш на нозе бизнисот, пошто subscription модел имаме. Меѓутоа, во случај да не ти успее, ние затвараме, така да ризикот е тотално, ајде да речеме, елиминиран од сите работи. Едноставно нема ризика. Дојди, пробај, да, треба да им платиш за услугата и колку да ќе користиш, меѓутоа ако фейлаш, слободно ние ќе го покриеме тоа, фейла и на раат. Мислам дека тоа многу некако им даде генерално на луѓе кои што се on the fence, дали да го направи, мислам дека добар reassurance им прави тоа као, окей, ќе пробам, па макар и да фейлам. Ова буквално е искрено лудило. Мислам, ризикот да е до толку на нула, само за да почнеш. Вака било и претходно порано или не, или сега е толку лесно да можеш да за 2 минути да отвориш, па ако не успееш, ништо, никому ништо ја затвараш. Значи ова ние го земавме во однос на тоа, мислам, ја земавме да нудиме услугава на затварање на компанија, вклучено у пакетот, затоа што едноставно видовме дека компетиторс едноставно не го нудат тоа. Види, ние не измисливме топла вода, значи најотворено ќе кажам, ние не сме првите на пазарот или нудиме нешто кое што вау. Ова го има пред нас. Било кој што ќе направи малце ресерч ќе свати дека има, не знам, уште десетина компании у светов кои што го нудат, меѓутоа никој не таргетира генерално нашиот регион, едноставно го мислат за мал регион, не им е атрактивен, веројатно им е и тежок за разбирање.
Така да ние решивме, окей, ќе го сервисираме нашиот регион, пошто тачно ги знаеме проблемите со кои што се соочуваат луѓето, можеме лесно да комуницираме и ќе им го тргнеме целиот овој ризик. Знаеш, вака кога го збориш, малце звучи као личи too good to be true, и малце чудно ми е као за продавање, пошто е чудно, знаеш, све е многу лесно, све е со 3 клика и ризикот е нула. Малце чудно звучи, ама стварно е така, као едноставно е. Знаеш што, ај малку да спомнеме моментот на банка, да речеме, јас во Естонија, бајдаве во Естонија основав компанија пред 2 години или така нешто, не знам зошто, нели, мислам дека беше во тренд и резиденци Естонија и цел тој момент каде што земаш дигитално ID, па со тој дигитален уникатен идентификатор можеш да основаш компанија и банка сметка во банка во Естонија и така натака, но се сеќавам во тој момент ми беше малку не толку јасно која банка да ја земам, дали естонска, дали Wise, дали Revolut, што како работи, па како пари да префрлам. Дај да го допреме тој момент малку, кој е твоето искуство, сподели малку за моментот кој е наједноставниот процес или најбезбеден. Исто така верувам дека дел од луѓето се плашат компанија во Америка, контрола дали имам, дали немам, финанси, цел тој момент. Тоа мене исто, дури сега мене ме интересира. Да, види, у принцип, значи соработуваме со неколку банки, ако викам соработуваме, не ни се као официјални партнери, меѓутоа си соработуваме до сега, значи без срам ќе кажам дека имаме 100% success rate на отварање на сметки, иако се случува на некој да му затворат сметка, ќе ви кажам зашо сето тоа се дешава, али у принцип success rate ни е 100, значи на сите им отвараме сметки. Сега што е ситуацијава? Значи ние соработуваме со Mercury in general, mercury.com, кој сака нека ги провери, генерално се они таргетираат стартапи. Идеме со meow.com, исто тоа е као meow, као на англиски meow да пишеш, и Relay Finance. Значи тие ни се трите банки со кои што соработуваме, генерално овие се као необанки, ова не е вистинска банка кај што е физички можеш да отвориш. Сега ситуацијава што е со необанкиве, чисто за на луѓето да им биде појасно. Само кажи ми како необанка принцип, пошто прв пат слушам за вас, како Wise е, исто како Wise или не? Вистинска банка е со тоа што ова е оверлей на, да речеме, Chase. Mercury конкретно што прави? Mercury е као оверлей и вика, окей, ти ги користиш нашите услуги преку наш сајт, наша апликација, меѓутоа физички парите ти седат во Chase. Значи они basically се као оверлей на нив, генерално сервисираат, нели, онлайн бизниси и сите кои што се влезени во оваа индустрија. И сега, генерално, као non-resident, можеш ти да отвараш сметка у банка, така и ние ги отвараме наша сметка и на сите клиенти. Генерално им отвараме онлайн, пошто треба физичко присуство во Америка. Ова се дешава ремоут, мислам никој не стапнул во Америка да го правила. Така да basically со оверлей, со Mercury, ова е скрос онака passable. Сега кои се ризиците, нели спомна као има ризици и што се дешава пошто на луѓето малце не им делува сейф. У принцип што е? У принцип банкиве викаат дека мора да имаш они викаат некаква соработка со Америка, фактички некакво присуство. Што значи тоа? Значи да речеме регистрираш конкретно компанија во Америка и викаш ќе работам само со македонци. Не е баш пристојно, пригодно, може да не ти отворат. Они бараат или да имаш некаков клиент, или да имаш некаков соработник, например, ние сервисираме генерално луѓе од Балкан, меѓутоа имаме 30 и нешто земји кои што сервисираме, меѓутоа генерално не ни се од Америка. Сега тоа што не имаме во Америка се соработници, адвокати, регистрациони агенти со кои што соработуваме, така да Mercury вика, окей, вие имате доста соработка со Америка, имате вистинска конекција, вас ви е окей да имате банка. Сега, генерално тоа сакаат, да не бидеш, да речеме, не знам, ако отвориш фирма во Америка, ти сервисираш клиенти у Германија. Малце е тоа, нели, не е баш сейф, иде у зоната кај што они може да ти ја затворат. Може ќе ти отворат, меѓутоа прават, не знам, рандом чекови и те фатат после 2 години, например, ти немаш соработка со Америка, може да ти замрзнат средства, да ти ја затворат и сето тоа, така да тој дел генерално као го пазиме. Сега дел од услугава ние помагаме у отварање на сметка, да речеме, отвараш компанија, ни кажуваш кој ти е бизнисот, што тачно треба да правиш, ние ти предлагаме, окей, нема да идеме со Mercury, ќе идеме со Meow, пошто твојот стартап повеќе лепи, да речеме, према таа страна и може полесно да влезеш таму. Така да ова е као малце custom tailored е планов, не е онака long story, мислам, она као, према сите идеме исто. Тоа што, например, компетиторс не се замараат, што е многу интересен факт, например, пошто кога ќе отидеш онлайн да направиш ресерч, има LLC, отвараат многу компании, ама ќе ти отворат компанијата и после тоа треба да идеш на Reddit да читаш, као ќе се маткаш по форуми, кај нас имаме као full support, ти помагаме со
банкава и ти помага ми со Stripe акаунт. У принцип Stripe акаунт е многу лесно, али помага ми тоа така да свети онака склопено пакетов. Ја отвараме сметкава, ти помагаме сето тоа, у принцип можеш да прашаш за сапорт за било што, пошто не бараат, не знам, за да отвориш сметка ти бараат доказ дека ти имаш банкарска сметка во Македонија, некаков utility bill за да потврдиш идентитет, нели? Стандардното отварање на сметка, селфи со пасошот да се сликнеш и се тоа, меѓутоа ова проаѓа едноставно гладко, така да успешно и едноставно изи процес. Доста интересно, да. Да, баш за тоа зборувавме за ризиците, спомна интересно, ова не ни знаев дека барем треба да имаш, не знам, дел од транзакциите да се поврзани со амерички клиенти, а на пример што ако еве да речеме, не знам, SaaS, инженери, дизајнери, сакаме сите да изградиме продукт во викенд, Stripe да интегрираш и да наплаќаш на цел свет. Што ако дел од транзакциите не се поврзани со Америка, не знам, пак е тој момент, ризикот или не знам, Не, окей, така? да, окей да не се дел, меѓутоа сакаат да имаш барем некои од клиентиве да се од Америка, така да они го, знаеш како, они по кој основ идува, викаат, окей, ти имаш компанија сега во Америка, дај да видиме дека ти имаш бизнис во Америка. У принцип тоа е. Дел од продажбите, дел од продуктите, што и да е, нешто да е поврзано со Америка, за да може тоа да биде едноставно легит, пошто и они некаде имаат кај да се правдаат, овозможуваат бизнис на некој кој што прави бизнис со Америка. Едноставно као тој процес сакаат да биде испеглен или да речеме смут. Али генерално луѓето кои што отвараат LLC-ја сакаат да го освојуваат америчкиот пазар, така да у принцип веќе кога си дојден до LLC, сакаш да продаваш на Америка, пошто тоа е пазаров у светов и генерално као не знам и да е SaaS и што и да е, генерално луѓето сакаат да си продаваат Америка, е пазарчето кое што купува едноставно. Капитализмот, апсолутно. Добро, кажи ми, значи поминавме дело дека многу е лесно денес да основаш компанија, особено првите чекори. Дај да го одговориме второто и многу често поставувано прашање, барем јас со тие што сум комуницирала, тоа е кои се нели сметководство и трошоци, кои се трошоците и обврските на еден основач на месечно ниво, на годишно, завршната сметка и цел тој момент. Дај објасни ми за тој дел тука. Значи, како ги имаме ние концепирано пакетиве? Значи има годишен и месечен као monthly и yearly subscription према нас. Имаме 3 tiers. И сега генерално само брзински да кажам за да ги одвојам ствари, регистрираме LLC и C Corps. LLC е компанија која што е кај нас до овој, basically тоа е, мислам може да биде еден или повеќе основачи, меѓутоа тоа генерално го земаат луѓе кои што стануваат клиенти се или агенции или e-commerce и стартапи меѓутоа кои што се на почеток. А C Corp генерално е као за, ке речеме дека е за поголема компанија, за поголем бизнис кој што сака да иде, не знам, IPO или сака да бара инвестиции, angel investments или VC, генерално тоа иде нели со делење на shares и свето, тоа е малце покомплексен проблем. Така да тој дел го мислам C Corp као компанија е резервирана за тие клиенти и генерално се поголеми фирми кои што го прават тоа. Претпоставам дека го публикува на Builders MK е позаинтересирана за LLC, така да ќе се задржам на овој проблем, иако може и тоа да го покриеме, иако note, ја не сум правен експерт, јас сум дел од маркетинг, делов кој што е кофаундерот кој што се грижи за маркетинг и така, ако сакате детали за тие правни работи, ќе мора со Петар, така да на крај веројатно ќе имате контакти и све тоа може да закажете кол. Меѓутоа, чисто да знаете дека ако утињам ствари, јас сум делов од маркетингов. Anyway, идеме понатаму. Ме праша ствари? Да. Тоа што ствари ме праша е делов кој што е правен, нели? Као сметководство и трошоци да знаат точно, да. Трошоците, обврските, да. Да, од овие 3 tiers, затоа избегав малце со темата, од овие 3 tiers basically ни се поделени, значи првиот тир кој што најевтиниот е basically ја формираме компанијата, имаш limited support, у средина имаш unlimited support и без сметководство и најскапиот тир ни е full сметководство и full за све да се грижиме као за компанија. Basically, во сите 3 tiers се грижиме за компанијава, со тоа што за овој првиот имаш само limited support затоа што има многу прашања кои што може да ти бидат неодговорени, нормално тоа нас не кошта бендвит, така да мора тоа да го наплаќаме повеќе. Сега, во однос на завршни сметки, све е покриено у нашиве. Кажи ми колку чинат. Значи, затоа викам колку чинат, колку се тие тиер само. Да, не знам дали спомна колку се. Да, 6, уште значи на годишно ниво се 690. Да, на годишно ниво се 690, 990, 1690. Овие 90 може ги тргнете, јасно ви е колку тоа изгледа, значи 700, 1000 90,
90 во просек месечно, да речеме average, некој просек цена на сите три околу Да. 90 месечно. Значи, да, ако ги видиш на месечно ниво се 70, 100 и 160. Сега, Ја. у сите овие имаш као пакет покриен кој што го покрива annual report и завршни сметки правиме за све ова. Сега ние како идеме на луѓево, мислам со каков предлог, не нормално не сме као и дои земи го најскапиев пакет. У принцип најскапиот пакет го даваме, мислам го нудиме на луѓе кои што имаат многу трансакции. Многу трансакции значи имаш e-commerce продавница, не знам, дневно правиш по 100 продажби и ти има излезни и влезни и тоа за сметководителот ќе биде проблем. Мислам, дури да не земеш нас као сметководство, ќе платиш повише, basically на некој друго сметководство, така да тоа го нудиме за луѓе кои што имаат многу трансакции за да може на крај да се среди. Ако имаш стартап или консултантска агенција, на пример, работиш девелопмент за клиенти од Америка. Development basically, не знам, имаш 3, 5, 10 трансакции во месецот, тоа не е многу, на крајот на годината се околу 100 и затоа комотно можеш без сметководство да идеш на поевтиниот тир, со тоа што на крај ќе мора да ни даеш излезни и влезни, она извештај од банкава, како ти иделе трансакциите, ние па тоа го средуваме. Значи, basically, у пакетов е скроз hands-off experience, значи ништо од правни работи не треба да се замара било којот што е маркетер, дизајнер или инженер. Така е концепирано баш заради овие работи, пошто исто ја трагам од истиот аспект, ја имав проблем со ова. Едноставно знам дека секој што е влезен во овој бизнис не сака да гледа онака ни од далеку правни работи, така да тоа е генерално така го завршивме, мислам, као пакет. Така да, принцип, све е ова средено. Многу интересно. Добро, Тош, би те прашал тука, можеби ке моментот спомнавме за затворање компанија дека нема ризик. Конкретно сакам да прашам, можеби на други ќе му дојде такво прашање природно. Да речеме сега основам компанија, плаќам првиот 69 или 100 што е вториот тир месечно и сакам не ми оди после 2 месеци, тогаш сакам да ја затворам компанијата, дали трошокот ќе е само за тие 2 месеци или имам дополнително, значи или дали мора да се претплатам на цела година или можам месец за месец. Да, значи можеш како сакаш да се претплатиш, можеш и месец за месец, можеш и годишно. У принцип ако се претплатиш годишно ќе испаѓа дека ќе испадне плаќаш 10 месеци место 12. Сега ова со што рече колку месеци дури да ја затворам компанијата. У принцип регистрирањето на компанијава трае околу 3 до 4 недели. Меѓутоа може да се издужи до кај 6-7 недели, затоа што пази не зависи од нас, ние документиве значи ги прибираме сите ствари, ги праќаме на подпишување регистрацијен агент, па ги враќа значи ги праќаме таму, ги враќа назад, ти ги подпишуваш, па ги пуштаме у АРС, па они треба ти одобрат. Сега, сето ова као процес дури да го добиеш тој даночен број со кој што фирмава ти е активна со даночен број, може да отвори сметка у банка, у принцип трае 3 до 4 недели. Сега може да е, не знам, еве имаше скоро government shutdown, на пример, во USA government shutdown, они не работат некое време. И со тоа ARS, на пример, се успорува услугата и сега место 3 недели мора да биде 6 недели, не дека ние немаме сеј во тоа, као едноставно чекаме и тоа е што е. Сега, ова може да се убрза као процес ако имаш Social Security Number, SSN, луѓе кои што биле на Work and Travel или било како стапнали во Америка и земале Social Security Number, за еден ден им се отворува. Место 3 недели да чекаат, као еден ден е за нив. Така да скроз е тоа као бонус. У принцип да речеме ако викаш нели после 2 месеци сакам да ја затворам. Океј? Да. Мислам viable, океј? Јасно. Гледај, јасно е фалова е. Да. Види за 2 месеци генерално не можеш да се пробаш. Као тоа е многу кратко време за да се пробаш ти бизнисот дали ти успева. Као 6 месеци е валја некој минимум, као ја онака пробувам сега да размислам, ние кога се пробувавме тотално онака simple landing page и ајде да видиме дали услугава трае, као првите неколку месеци немаш клиенти, па figure it out, аха, чекај да идеме нели маркетинг, некоја герила стратегија и се тоа, така да 2 месеци се многу кратко време за да пробам и да не успеам. Апсолутно, така да, точно. Треба да се даеш време и секој треба да се даде. Апсолутно, да, доста интересно, ама пак е моментот, верувам дека луѓе се прашуваат цел тој нели патот, колку трошоци, што како, зашто нели кога ти е нешто кога е непознато, некомфортно се чувствуваш, па имаш милиарда прашања. Дај да многу интересно. Значи ова досега дојдовме, многу лесно се отвора компанија, нема ризици за затворање, трошоците не се значителни, особено за некој што веќе работи, заработува, може да се одвои нели средства за да започне своја компанија, да започне некоја приказна, ете да речеме, не знам, и нека бидат 1000 евра на цела година да ги инвестира, 12 месеци да има и сметководство и компанија во Америка.
Така да мислам дека ова е јасно. Јас сакав да вториот дел да преминеме, ме интересира мене многу за конкретно за Newbase, како ти го основа, како до идејата спомна како дојде, но како го изгради, спомна немаше корисници, дали инвестираше, дали го започна бизнисов без инвестиции цел тој момент, дали зема инвестиции за да ја изградиш, да го изградиш Newbase. Не, у принцип Newbase се старта на онака од мене и од Петар со некои 2000 по $2000 влог у кој што требаше да ги покриеме стварите првични трошоци, тоа се првите неколку компании, регистрационен агент и сите тие комуникации кои што требаше да ги оствариме. Мојот бекграунд е basically, значи дизајн, девелопмент и сето тоа, значи и целава ситуација и Newbase почна као ја ќе тестираме да видиме како тоа изгледа нормално без да улагаме многу пари, едноставно да ја валидираме идејава пред било што да направиме као сериозен влог. У принцип почна така, тотално сме bootstrap и се уште сме. Беше еден simple landing page, значи јас сум WordPress девелопер умеѓу време, така да тоа така изгледаше еден landing page у кој што ако има, ќе идеме понатаму и ќе видиме како изгледа. Као што кажав, почињаме без клиенти, почињаме со guerrilla маркетинг, значи некои Reddit постови, идеме по овие групи што ги спомнав на Facebook, Сојузен комитет на програмери, дизајнери, Creative Exchange, им викаме на луѓето, абе да не знае, има едни што регистрираат компании, као пробуваме у трето лице, па у прво лице, па тие што абе како да отворам PayPal, пишуваме у коментари и basically така некако мислам приказнава почнува, у принцип првата година завршуваме онака со 20 клиенти. Тотално као види 20 клиенти за овој бизнис и онака као може и треба да престане. Тоа што не донесо до 200 само затоа што останавме, рековме, знаеш што, има вистинска потреба, ќе седим уште некое време у ова, сите го почнеме као part-time не, и онака правиме друга работа, мајде звел да седиме у него и да видиме до кај ќе стигне, и еве до кај стигна. Браво. Така да, пробувањето и онака седењето, конзистентност и седење у тоа као, окей, ќе ги пребродиме ствари кои што ни се, мислам дека многу помагаат, така да сите што се on the fence, абе дали ќе ми помине време, да, време ќе помине и онака, мајде звел да се обидеш. Кажи ми дали продуктот беше тргна да го градиш веднаш, моментално нели софтверот за менаџирање, за основање и цел тој момент што го моментално нели што го е по Newbase, или прво направи лендинг пејдж и подолго време тераше со лендинг пејдж па outreach, и после нели почна да го градиш продуктот. Како го пристапи тој дел? Така. У принцип немавме софтвер, софтверот го изградивме, да речеме некои 6 месеци сега е активен. Така да колку ќе му дое тоа, 2,5 години може да беше онака као, знаеш што, ќе комуницираме на мејл, ќе идеме вака пешки, ние го викаме, едноставно лендинг пејџот, луѓе ни се прејавуваат на мејл, ние ги зимаме документи, ги праќаме по мејлови, ги враќаме назад по мејлови, тоа се мејл тредови, тоа уопште не изгледа убаво, уопште не изгледа фенси, значи тоа е онака расипано скоро. Меѓутоа едноставно кога пробуваш и као, окей, немаме да вложиме сега, нема зашто да влагаме у таков влог, не знаеме како ова ќе изгледа и дали тоа ќе биде real, нели? Од кога почиња да се разврзува, приказнава, окей, ова се зголемува, ајде сега да инвестираме у некаков софтвер, и у моментов тој софтвер кој што го спомна е наков дашборд кој што basically сите документи за компанијава, секој еднаш што регистрира компанија слетува таму, му живеат документи, сапорт тикет и слично, не знам, bookkeeping се води. Така да почнавме скроз без тоа. И у моментов го имаме, како што кажав, некои 6 месеци и генерално мислам си имаме аутсайд девелопери кои што ни го работат тоа, кои што фактички ни се клиенти. Така да таква некоја соработка си остваривме и у моментов се функционира безпрекорно. Многу изи. Алал да ти е, мислам, гледа, ова треба сите да го знаат, ова треба се свесни сите, ова е многу добра приказна, затоа што луѓето мислат дека треба направиш перфектен продукт, да навлезиш, не знам како да изгледа и цел тој момент, а буквално можеш да започнеш во некоја индустрија да навлезеш детално без со само лендинг пејдж и со неколку, не знам, гајдс или некој лид магнет и нешто бесплатно. Така да ова е супер, фала што сподели. Сакам ме интересира малце подетално затоа што нели викаш му живеат документите си, менаџираат, можат да видат bookkeeping и слично на софтверот. Колку клиенти имаше пред да го изградиш продуктот и како ги менаџираше, дали ти запишуваше на Excel некаде за нив, како ги средуваше, основаше компанија па им праќаше назад имејл и цел тој момент, објасни ми малку. Така. Значи генерално ствариве кои што се во однос на клиентиви, целата комуникација е една Петар ствар, така да он има фолдери, мислам имаме нели share drive со сите ствари,
фолдери кај што водиме евиденции, тоа изгледаше како што би изгледало некој кој што почиња, значи онака фолдери се на драйв, живеат таму документи, целата комуникација е на мејлови и на WhatsApp, така да сето тоа изгледаше малце, едноставно ќе речам едноставно не изгледаше професионално, изгледаше сумљиво. Некаде можда стигнавме, па не знам, 100 и нешто клиенти сигурно имавме пред да имаме софтвер, така да бевме окей, ова можда и може да продолжиме, тоа само ќе исчуриме онака без везе. Така да окей, решивме као да имаме софтвер од кај што веќе имаше валидација, веќе некаков инкам почна да стига, па викаме окей, сега ќе го развиваме понатаму. Така да секој што онака ми треба перфектен продукт, не ти треба ништо, ти треба само валидација и првиот клиент да дојде да плати толку. Ако еден дојде, ќе дојдат 100. Точно. Мислам, тоа не беше нас идејата, као окей, дојдоа, не знам, првата година 20, идеме, чим стигна 20, ќе стигнат 200 и еве. Браво, дефинитивно, мислам, ова е баш сакав следно те прашам кои се совети што би ги посочил или би ги дал денес на млади, на македонци инженери, дизајнери, нели надвор од основајте компанија, кои се совети што ти би ги дал за цел овој свет и како да започнат нешто свое пригазна. Ова беше супер совет што сега го сподели моментот на не чекајте и не градете премногу или не чекајте да е перфектен продуктот. Што е нешто друго што би спомнал? Ја би тргнал од себе и како ја генерално размислувам за светов и генерално верувам дека секој што е билдер и има таков мајндсет размишља многу слично. Генерално тргни од проблемите што ги имаш ти и секојдневно што се соочуваш и гледај да најдеш некој решение такво. Па макар и да мислиш дека нема проблеми, можеш било која идеја во моментов да ископираш и да почнеш да правиш пари. Мислам дека имаше на некој од подкастов имаше некој дечко кој што почнал да прави игрица, кој што прави копија од некој игрица и почиња као viable бизнес. Као дури и тоа е viable, дури и тоа можеш да го правиш као билдер. Меѓутоа ја бидел на ствар кај што мислам ја така тргнав и мислам дека е сосема окей као старт. Тргни од проблемите што ги имаш и почни да си ги решаваш као за себе и генерално може тоа да го претвориш у продукт. Тоа е првиот совет. Вториот совет би бил само издржи. Без разлика дали нема пари од таму, работи фриленс. Ако немаш пари на продуктот, не знам, работи фул тајм било каде, дури дека не се развие тоа. Кога ќе почне да се развива, кога стигне момент кај што може да ти е слапне платата, тогаш префрли се фул тајм. Не мора одма да идеш фул тајм, не мора да, не знам, да ја цедиш за штедата за ова да успее и сето да, значи, многу работи можат паралелно да се дешаваат. Можеш да работиш и на твојата идеја и на сонот и да работиш за друг човек, така да може тие паралелни светови, можеш у момент кога се осеќаш спремен, тогаш да скокнеш. Едноставно тие ствари едноставно ги осеќаш и идат флуидни. Валја тие се два совети, не знам, третиот совет би бил I don't know, герила маркетинг, многу работи. Герила маркетинг од типот на идење по Reddit, идење по постови, влагање по коментари и презентирање на твојата идеја, генерално е без пари. Повлекува време, мислам со тоа плаќаш, меѓутоа добиваш валидација, добиваш некакви први юзери, така да мислам дека Reddit е многу добра платформа за тоа, али тука е Twitter кој што исто така е многу добар за овие работи, така да веројатно овие три работи се као стартер поинт. И све ова се прави без пари, само многу време, многу желба и едноставно као да, ќе успеам, имам квалитет, имам што да покажам и тоа е тоа. Push forward. Филип, тоа што јас се обидувам секојдневно и споделувам на LinkedIn и секаде ти го кажа подобро и поконцизно од мене во неколку, буквално во 2-3 минути, перфектно објасна сите совети што ги даде и за Reddit, и за фриленс, и работи настрана, и пробај на својот сон. Мислам, тоа е што ни фали кај нас и верувам дека заеднички сите пречки ќе ги поминеме. Јас од основање компанија, логистика, наоѓање идеи, цел тој момент верувам дека ќе се крене оваа заедница и екосистем преку прагматични, практични работи како ова денес. Така да ти благодарам премногу за се што сподели, што дојде и верувам дека ќе биде од корис ова за многу кај нас во Македонија, па и пошироко да започнат нешто свој, да не им биде пречка логистиката и нели цел тој момент. Така да ти благодарам уште еднаш и ти посакувам среќа во понатака со Newbase и со сите твои идеи и експерименти. Да, фала ти за поканата. Ептен ми беше мило што ме викна, што можам да ги споделам ствариве, без разлика на нели ова го кажав, ќе го кажам уште еднашка. Многу е корисно да имате компанија, без разлика дали ќе дојдете со нас, слободно не доаѓајте, идете кај компетиторс, само имајте ја компанија, пошто не знаете какви работи ви отвара. Тоа што секад као у позадина у главата ти е да, ама не можам, да, ама од Македонија, го елиминира тоа.
едноставно го елиминира и ти отвара playing field кој што онака амерички компании го имаат. Сега си као америчка компанија, едноставно пукај. Така да, фала ти уште еднаш што ме викна, се надевам ќе помогнеме на некои дечки кои што се on the fence и се мислат дали да почињат. Дечки, почињајте, па макар и тоа е да е по 1 саат у денот, едноставно работете на стварите. Стварите мислам, времето се одвива нанапред, нема да се врати наназад, колку порано почнеш, толку порано ќе стигнеш. Фала ти уште еднаш. Екстра, фала и се најуво.